Благодарам, председателе. Почитуван колега, зборувавте за предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој за унапредување на основното образование по скратена постапка. Кажавте дека од овие пари, од овој кредит, 1,25 милиони евра се предвидени за државно тестирање. Фантастични 1,25 милиони евра. И сега се прашувам какво е тоа државно тестирање, зашто ќе се инвестираат овие пари, навистина не можам да разберам. Се фалеа дека го укина екстерното тестирање, сега воведуваат државно тестирање и трошат 1,25 милиони евра. Замислете, 1,25 милиони евра за државно тестирање. Зедоа кредит од 90 милиони евра за борба со ковид пандемијата. Тие пари во буџетот воопшто не ги видовме, каде отидоа не знам, меѓутоа едно знам, дека овие пари за образование ќе одат на истото место каде што отидоа парите за справување со ковид пандемијата. Кажавте дека имаме многу експерти, математичари кои што се наоѓаат надвор од државата. Јас кажам дека имаме експерти од сите области кои што се наоѓаат надвор од државата, кои што работат таму и кои што требаше, кога ќе дојде животот, да бидат вратени во Република Македонија, меѓутоа со редење на чевли пред влада не се враќале младите. Напротив, денес имаме ситуација кога младите и повозрастните како никогаш досега сакаат да си заминат од оваа држава во која што ништо не функционира. Во основното образование има нови вработувања кои што земале плата од блок дотациите, немале согласност со Министерството за финансии. Јас не знам, мислам дека тоа е спротивно на закон, така да платата, затоа што немаат средства обезбедени од буџетот, па училиштата немаат доволно материјални средства за одржување на објектите, плаќаат само струја, а останатите долгови очекуваат да им се поништат. Од друга страна, основното образование е задолжително и владата треба да им обезбеди средства и на наставниците, и на професорите, и компјутери, и интернет, затоа што работат од дома и така натаму. Оваа влада ќе ја паметиме по тоа да укина радиодифузната такса, го укина екстерното образование, а се друго е движење на државата напред со сидрото, но кон дното. Благодарам.